Апсолутниот првак на Македонија во категоријата физикус, така наречениот Томица Милушевски, го освои шестото место на најпознатиот Арнолд Класик Куп 2015, кој што верували или не е организиран од страна на најпознатата холивудска звезда Арнолд Швајценегер. Томица Милушевски е двократен шампион на Македонија во менс физик категоријата, високи над 180 сантиметри, како и двократен апсолутен шампион на Македонија во истата категорија, а годинава и финалист на најелитното надпреварување Арнолд Шварценегер, одржано во Мадрид со освоено шесто место. Ова е релативно нова гранка во рамките на бодибилдинг и фитнес организациите. За разлика од бодибилдингот, тука не смее да биде пренагласена мускулатурата, што значи не смеат надпреварувачите да имат истакната мускулатура како кај билдерите, туку баш оној фин фитнес лик како за насписание. Исто за разлика од нив се гледа изгледот на ликот, треба да си насмеан, среден, убаво лице, полна насмевка, како и целосна презентација на физиономијата на бина, како би оставил поголем впечаток. Исто така, за разлика од бодибилдингот, тука се излага во шорцеви, да не дојде до забуна кај слушатели, гледачите, да вежбаме и ние нозе, не дека ги криеме, туку како би се добил тој плажа лик, што сите го посакуваат и навидум е малце полесно достижен, меѓутоа и за тој треба доста труд и работа. Храната опфаќа претежно овесни снеголки, не оние како што ги наоѓаме во супермаркетите со шекери и чоколадо и што све некако би било повкусно, туку баш буквално овесни снеголки со вода и кафе си додавам или така нешто. Тие што не вежбат може и јогурт. Потоа огромна количина на брокули, по 1 до 2 кесиња на ден. Зеленчук исто други типови неограничено. Овошето е малце селектирано, некое се јаде после вежбање, некое изутрина. Претежно овоше богати со антиоксиданси како би ги неутрализирале тие слободни радикали што се ослободуваат при оксидација на телото после текот на вежбањето. Бело пилешко, бело мисиркино месо, риба, компир, ориз варен и во главно тоа е тоа. И јајца секако. Ни откриеш ли со кое овошје е најубаво да го почнуваме денот? Па јас го почнувам денот со неколку зрна аронија, исто неколку зрна малини, капини, боровинки. Набргу следува уште еден предизвик на Милушевски. Светското првенство во фитнес во Будимпешта, на кое што Македонија ќе ја представуваат неколку надпреварувачи. За наредната година секако ми е повторно Арнолд Класикот, уште еднаш. Тука влага и Мистер Олимпија организацијата. Таа на америчко ниво е таа најпопуларна, додека на европско е Арнолд Класикот, меѓутоа тука се негде тие две. И секако доколку има можност да се стекне таа про карта како би преминало од аматери во професионалци. Исто така на пат сум да ја добијам и најпрофесионалната америчка лиценца за персонални за тренери. Тоа е малте некако уште еден факултет да завршиш. Би требало и со таа да се стекнам до нова година. Милушевски завршува со пораката. Здраво тело, здрав дух, да вежбаат, да спортуваат, значи не мора само да е теретана, може да идат да планинарат, да пешачат, гледам кај нас се бодига доста таа свест. Кеот е препон со и млади, и повозрасни луѓе што спортуваат. Водно ние тука исто за планинарење. Исто и тоа не значи дека и јас нон-стоп практикувам теретана, некој пат кога е убаво времето, правам тренинзи надвор, трчење надвор, планинарење, скијање,
така да постојана активност некоја, како би го задржале тој здрав и убав изглед. Го потенцира и советот да се спортува, но и со редовна лекарска препорака и контрола.